Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Владко Стефановски, кој веќе известно време е најангажираниот македонски музичар со интернационална кариера. По цели 10 години од појавувањето на албумот Кула од карти, најавува и нов албум и тоа во поп-рок стил. Албумот е насловен Гитар Тарс или Царот на гитарата. Македонскиот гитарист Стефановски заедно со тон мајсторот Мите Димовски деновиве работат на финалниот микс на песните од најновиот албум кој го подготвува веќе извесен период. Во изминатата деценија Владко Стефановски заедно со Мирослав Тадик снимија 2 албуми, Трета мајка и Life in Zagreb. Ги објави блуз преработките собрани во колекцијата под наслов Громот ведро небо, кој ги сними со Јан Акерман и Дамир Имери, додека проектот Kings of Strings го реализира со светски прочуените Томи Емануел и Сточело Розенберг. Најновиот музички проект едноставно насловен Царот на гитарата на најпознатиот македонски гитарист Владко Стефановски би требало да биде готов до почетокот на летото. Момците од Либеро Бенд го подготвуваат својот прв албум, кој ќе содржи 10 преработки на наши песни, но и на светски хитови, а за секоја тема планирано е да биде снимен и видеозапис. Песните за деби албумот на младите момци од Либеро Бенд се веќе снимени, а на нив работеле напорно неколку денови. Преработките се готови, останува уште да се снимаат видеата и започнуваме со голема промоција, изјави Иван Јованов, еден од членовите на бендот. Песните се снимени во студиото на Валентино Скендеровски, а за видеата доправа ќе се одлучува под чија режисерска палка ќе бидат снимени. Па едва чекаме да видиме со што ќе не изненадат талентираните момци по нивниот прв сингл Ти признавам. Холивудската убавица Дженифер Гарнер стана новото лице на италијанската модна куќа Макс Мара. Холивудската звезда засега не сакала да ја коментира веста. Иако според запознаени извори, актерката веќе снимила сесија за незината рекламна кампања. Засега нема детали ни околу мистериозните фотографии на сопругата на Бен Афлек, која успешно го чува својот приватен живот во тајност. Ако веста се потврди, Дженифер ќе стане уште една од звездите со кои козметичкиот гигант работел. Лица на Макс Мара веќе биле Кейти Холмс, Клои Муриц и Хейли Стенфилд. Изборот на Гарнер не е изненадување, бидејќи актерката импресионира со софистициран и елегантен стил, кој го покажа на црвениот тепих за време на сезоната на наградите. Актерката Сара Джесика Паркер одлучила за хуманитарни цели да ги подари чевлите кои ги носела како Кери Бредшо во популарната серија Сексот и градот. Актерката за хуманитарната акција донирала 3 пара скапоцени чевли, а сиот приход ќе биде уплатен во средно училиште во Њујорк. Актерката неодамна признала дека повеќе не носи високи подпетици, бидејќи на снимањето на филмот Don't Know How She Does It го повредила зглобот поради чевлите со лош квалитет. За потребите на аукцијата, Сара ги донирала чевлите од Прада, Долче Вита, како и оние со подписот на Джонатан Келси. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.